Можам да кажам дека слоевитоста на оваа идеја е многу важна за сите нас, бидејќи станува збор за фокусирање на македонскиот јазик со една мала ротација, цртај на македонски јазик, и со самото тоа се инспирираат младите уметници да ги користат двете уметности, уметноста на говорот и пишаниот збор од една страна и визуелната уметност од друга страна. Така да во една таа интересна симбиоза се направени делата на младите уметници до 30 години, различните гледишта на точно една провокативна идеја која што е многу актуелна во времето во кое што живееме, која што зборува за нашиот идентитет. Правилната употреба на јазикот го покажува нивото на нашата култура, нашето цивилизацијско ниво, како ние тоа го канализираме, како го процесуираме, како ги учиме новите генерации на тоа, го покажува комплетниот наш идентитет. И во таа смисла и индивидуалниот идентитет за кој што вие убаво кажавте дека е навистина различен, а презентиран на оваа изложба, не носи до идејата дека навистина секој на свој начин треба да го искористи тој начин на цртање, пишување, размислување за македонскиот јазик на најубав начин. Значи да го примени во секојдневниот живот и да ја почитува јазичната норма. Јас како млад човек мислам дека ми е должност да творам. Немам друга опција. Мислам дека ова е многу добар чекор за сите што денес изложуваме и се надам дека ќе има и понатаму вакви изложби и иницијативи, особено за нашиот јазик и за нашиот идентитет. Јас сум Славица Танеска, ликовна уметница. Овдека се представувам со две мои дела, кои што се всушност дел од циклусот Македонска мисла, каде што ги презентирам македонските народни поговорки аплицирани на парчиња облека и се направени на еден традиционален начин, односно самите букви се инспирирани од византиските букви што се користеле, но се поставени на еден посовремен начин. Ова е толку длабока и убава идеја дека треба да продолжи како една голема кампања. Ова изложба нека биде еден убав почеток на таа кампања.